Скопје сепак ќе добие забавен парк, иако пред известно време беше сопрено градењето на новиот Луна парк. Според информациите од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, Луна паркот во градскиот парк ќе се гради согласно нов проект. Како што рече Шилегов, Скопје е европска метропола и согласно на тоа Скопје мора да живее по најсовремените европски стандарди. Станува збор за изградба на забавен парк каде освен забавните содржини за децата, ќе има и ресторани и други содржини за сите возрасти. Градоначалникот Шилегов изјави дека концептот да го донесете вашето дете или внуче на Лулашки е надминат концепт. Она на што работиме во градот е концепт на тематски забавен парк кој регионално не постои и ќе го има во нашиот град, со што Скопје ќе го стави на туристичката мапа во регионот. Тематски забавен парк има во Солун и никаде во околината. Тематските забавни паркови подразбираат тоа што надвор од забавните содржини за возење да имаат и содржини за целото семејство, од зеленило, ресторанче каде ќе може да се одмори и да се земе нешто освежително, да имаат забавни содржини за целото семејство. Градоначалникот Шилегов додаде дека она за што тој води сметка е тоа што средствата кои градот ги потроши за набавка на апаратите, само 1.000.000 евра е партерното уредување согласно стариот проект да бидат вклопени во новиот проект, значи да не се трошат дополнителни пари. Како што информираше градоначалникот за изградба на овој забавен парк, предвидени се вкупно 1,3 милиони денари, од кои 4 милиони денари за изработка на проектот, 26 милиони денари за набавка на реквизити и нивно монтирање и 50 милиони денари за изградба на паркот. Инаку за подсетување, според претходно изготвениот проект, Луна паркот требаше да биде готов на крајот на 2018 или почетокот на 2019 година. Паркот требаше да се простира на површина од 25.000 метри квадратни, на истата површина како постојниот Луна парк. Во претходниот проект беа предвидени 27 реквизити, меѓу кои требаше да има 3 адреналински реквизити, 6 семејни и 18 детски реквизити.